Петочно издание на регионалните вести. Жителите на Раутинце денес со светиот чин Маслосвет го обновија поменот за стотиците жители на селото кои биле зафатени од болест. Секоја година Маслосветот се одбележува првиот петок по празникот Крстовден. Поменот за стотиците раутинчани кои чумата ги покосила пред повеќе од 100 години и денес ги собра на едно место жителите на тетовското село Раутинце на светиот чин Маслосвет. Повеќе од еден век овдешните мештани на 3 места во селото со Маслосвет ја одбележуваат несреќата што ги снашла раутинчани. Со молитви кон Бога за здравје и спасение на жителите на Раутинце, но и на оние раутинчани кои се иселени од родниот крај. Чинот на Маслосвет и осветување на водата го извршија свештениците Александар Стојановски, Маријан Матовски, Перица Бојковски. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Помилуј нас, Господи, помилуј нас, јака глободвета недоумејуше, сироти молитву, јако владице грешни прино, си помилуј нас. Слава Отцу. Секоја година жителите на Раутинце масовно го посетуваат светиот чин на Маслосвет за да измолат здравје, среќа и спасение за своите семејства. Посебно радува фактот што на овој ден во голем број доаѓаат и младите кои ја продолжуваат долгата традиција. По тој повод пред верниците беседеше отец Александар Стојановски. Светата црква Божја ни сите свети тајни ја покажува својата грижа за христијанинот и го води низ целиот живот. Ете и доказ за тоа е и оваа света тајна или освештение која се извршува во време на болест. Што се однесува до самата традиција на овој ден по Крстовден во село Раутинце да се осветува елеј, историјатот зборува дека во 18-тиот век од заразната болест чума многу мажи од селото Раутинце изумирале, што е сведоштво за тоа дека се најдени и многу гробови низ целото село. При што барајќи совет од игуменот на Лешочкиот манастир добиле благослов најнапред да постат, а потоа во овој петок после Крстовден да се извршува соборно светата тајна или освештение, пошто умирањето од болеста чума престанало, што е доказ и показател за живата благодат Божја, за благодатта на Духот Свет, која што действува низ црквата, која што действува во нас, која што действува во светите тајни, само доколку ја побараме. Но би сакал да обрна внимание и во оваа беседа дека светите тајни треба да се примаат со подготовка. Не случајно во тоа време игумено на Лешочкиот манастир им рекол да постат, па потоа да се изврши тајната или освештение. За да учествуваме во светите тајни на црквата, треба и да се подготуваме, а тоа би значело да постиме, да се молиме, да се каеме за своите согрешенија, да ги исповедаме своите гревови пред свештени, за така светите тајни врз нас да покажат плодотворно дејство. Значи потребно е подготовка и потребно е вера дека навистина Бог действува во нив. Кога ќе бидеме подготвени и ќе имаме вера, ако е според промислата Божја, Бог ќе благослови и болниот да се исцели. А ова го извршуваме соборно, браќа и сестри, зашто денес сите на некој начин сме болни, или духовно, или телесно. И човек ако има гревови, ако е оддалечен од црквата, е исто така болен, бидејќи и гревот е болест. И сите ние боледуваме, но она што е најважно, а од она што денешниот век бега, е тоа дека секогаш болеста треба да се признае. Кога болеста ќе се признае и ќе се побара помош, тогаш Господ лекува. Нашето смирение, нашето признание, нашата вера ќе не излекува преку помазувањето со овој осветен елеј.
Според преданието кој од генерација на генерација се пренесува меѓу мештаните, тешката болест за нецел месец покосила стотици раутинчани. Војкот на чумата неколкумина од постарите жители отишле кај владиката, кој им дал совет од празникот возвишение на чесниот крст до наредниот петок раутинчани да постат и тогаш да се изврши чинот на маслосвет и сите верници да пристапат на заедничка трпеза. Традицијата на маслосвет останува иста, но секоја година се менува локацијата каде што се врши светиот чин. Раутинчани определиле 3 места за маслосвет. Традицијата ни е Господ ја дал многу одамна. Јас сега историјата не ја знаем. Чума некоја пратил, народот се сложил, прашале тамо владика, у Лешок, кај било, се сложил народот да постимо една неделја пред овија ден и да се одржи литургијава. Тоа знаем. Господ здравје нека даде на Свитина, и на Ротинце, и на све околу, и на од страна што ни са по странство, сите Господ да им даде здравје. И у Америка, и у Австралија, Нов Зеланд, имам ќерка, тамо поздрав на сите. Секој од верниците дома понесува од осветената вода и масло, кој ќе ги штити во текот на целата година. Починот на маслосвет за верниците од страна на црковниот одбор беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Пратениците од собранието немаат интегритет, носат одлуки како што ќе им наложи нивната партија. Дебатата во законодавниот дом ја нема. Аргументите од народните избраници, иако понекогаш со факти, се отфрлаат како неоправдани од нивните политички опоненти, или пак воопшто за нив не се дискутира. Ова се заклучоците од анализата на работата на парламентот. Во собранието нема парламентарна демократија, пратениците ги игнорираат аргументите од своите политички опоненти. Мнозинството не сака да дискутира за искажаните предлози и прашање на опозицијата, која е спречена да ги наметне своите ставови. Ова се заклучоците од 9-месечниот мониторинг на собраниските седници, реализиран како дел од проектот Собранието под лупа. Секој пратеник во зависност од политичката опција или од каде што доаѓа си дава свое образложение без при тоа да дојде до вкрстување на аргументите и дискусија и меѓусебно побивање на содржината на аргументите. Пратеникот од СДСМ Томислав Тунте вели дека анализата на проектот ја осликува реалноста на работата на законодавниот дом. Пратениците, посебно владачкото мнозинство, според него немаат интегритет. Тие наместо да дебатираат, читаат однапред подготвени говори од врвот на власта. Сето ова придонесува дебатата во собранието да не постои, а пратениците, наместо да ги застапуваат интересите на граѓаните и да бидат коректив на владата, на седниците да донесуваат по стотици закони по наредба на нивната партија. Доказ дека пратениците од власта не сакаат да дискутираат и разменуваат спротивставени мислења е нивното неприсуство на денешната трибина, вели Тунтев. Владата со својата долга рака ги контролира пратениците од парламентарното мнозинство и со партиски директиви, налози, значи се носат законски решења кои во последниве 9 години се виде дека се лоши. Отсутството на дебатата во собранието ги спречува новинарите да ја пренесат суштината и содржината на главните точки за кои се разговара во законодавниот дом. Пратениците не се претежно подготвени да дават одговор или суштински аргументи за таа тема. Тие веќе имаат пред време подготвени образложенја, аргументи кои во повеќе случаи не се врзуваат со конкретниот случај. Се отвора тема за спорт, пратениците се подготвени денеска да зборат за ребаланс на буџетот и само за тоа ќе зборат. Учесниците на денешната трибина сметаат дека преку моделот на изборна единица со отворени листи ќе се врати вистинската улога на пратеникот. Тој ќе ги застапува интересите на граѓаните кои го избрале, а можноста со новиот модел во собранието да влезат и помалите партии ќе врати парламентарната демократија во законодавниот дом.
Во полициската станица во Гостивар денес се спроведе третата крводарителна акција за годинава. Беа собрани 30 единици на крв. Гостиварските полицајци преку дарување крв уште еднаш ја покажаа својата хуманост. Во полициската станица Гостивар денес се спроведе крводарителна акција, трета поред за оваа година. Во акцијата беа собрани 30 единици крв. Дарувајте крв, спасете живот, порачаа полициските службеници. Јас сум Игор Ивановски, координатор на Црвен крст и Паса Гостивар. Ова ни е трета акција во годинава и последна за оваа година. Има пријавено околу 30 на крвни единици на крв. Со право можеме да кажеме дека сме најдобра полициска станица во цела Република Македонија за дарување на крв. Наша порака е дарувајте крв, спасете живот. Крводарителните акции се организираат во соработка со Заводот за трансфузиологија и Црвениот крст. Во претходните две акции, заедно со денешната во полициската станица во Гостивар, годинава собрани се над 100 единици на крв. Црвениот крст продолжува со дистрибуирање на храна и хигиенски препарати на оштетените семејства во поплавата што го зафати Тетовско. Хуманите граѓани и фирми понатаму можат да донираат помош во магазинот на Црвениот крст. Од сопствени резерви и од донации обезбедени од граѓани и правни субјекти, Црвениот крст на Република Македонија и Општинската организација на Црвениот крст Тетово продолжија со дистрибуирање на храна и хигиенски препарати на оштетените семејства во поплавата што на почетокот на август го зафати Тетовско. Хуманитарната помош во вода за пиење, храна, средства за хигиена и облика беше доставена до селата Шипковица, Голема и Мала Речица, Гајре и Доброште, како и во Тетово. Заклучно со вчера поделени се 200 пакети храна, 200 пакети средства за хигиена, 200 пакети средства за дезинфекција, 800 парчиња чевиња, 20 парчиња душеци, 10 вречи за спиење, 20.975 литри вода за пиење, облека, обувки, постелнини и така натаму. До семејствата исто така е дистрибуирана и помош од приватни фирми во форма на пакување на брашно, ориз, грав, грашок и конзервирани производи. Студентската организација при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово донираше 600 чевиња. Хуманите граѓани и фирми и понатаму можат да донираат помош во средства за хигиена, средства за дезинфекција и храна. Помошта може да се предаде во магазинот на Црвениот крст на Република Македонија во Момин поток од 8 до 16 часот. Контакт телефон 02 3096 227 и во магазинот на Црвениот крст Тетово на улица Фруштанска без број контакт телефон 070 706 255. Околу 16.000 здравствени осигуреници во Полошко се хронични болни. Лицата со хронични болести најмногу мака мачат со дијабетот, кардиоваскуларните и нефролошките заболувања. 16.193 лица со хронични заболувања се регистрирани во Полошкиот регион преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Најголем дел од хроничните болни, или 7.978, имаат дијабетес. 7666 лица мака мачат со кардиоваскуларни болести, додека 549 имаат хронично нефролошко заболување. Во државава регистрирани се вкупно 154.531 осигуреник со хронично заболување. Од нив најбројни се хронично кардиоваскуларните заболувања со заболени 96.305 лица. Потоа следат лицата со дијабетес, кои се 77.885 на број и 4.802 лица со нефролошки заболувања. На државно ниво на прво место по бројот на хронични болни е Скопскиот регион, а по него следи Пелагонискиот. Податоците на фондот покажуваат дека 154.531 осигуреник, кои се 9,4% од популацијата која избрала матичен лекар, имаат едно од споменатите три хронични заболувања, додека од нив 24.461 истовремено имаат 2 или 3 заболувања, а тоа се 15% од сите хронично болни. Ова се должи на меѓусебната поврзаност на болестите и компликациите од истите, како на пример дијабетесот, чии компликации
компликации предизвикуваат нефролошки и кардиолошки заболувања. Пациентите со хронични заболувања, иако болни, со правилно лекување и придржување на советите на лекарите, можат да имаат квалитетен и нормален живот и да дочекаат длабока старост. Затоа е неопходна редовна контрола и земање на пропишаната терапија. Доколку изостанат редовните контроли, земањето на лекови и воопшто грижата за здравието, овие лица можат да се соочат со компликации на болеста, кои можат да завршат со срцеви и мозочни удари или диализа. Хронично болните лица покрај главната терапија потребно е да се придржуваат на неколку основни постулати, како здрава исхрана, редовна физичка активност, здрави навики и почитување на препораките на докторите. Доколку се придржуваат на сето ова, хронично болните можат да имаат олеснет живот и да доживеат длабока старост. Доказ за ова се и регистрираните 448 осигуреници во Македонија со над 91 година старост, кои се хронични пациенти со дијабетес, кардиолошки и бубрежни болести. Во средните училишта во Гостивар денес се одржаа избори за председатели на училишните заедници. Победниците ќе го представуваат своето училиште во Советот на млади на општина Гостивар. Гостиварските средношколци денес ги бираа председателите на училишните заедници. Избори за председател се спроведоа во сите 4 општински средни училишта. Учениците имаа можност да гласаат за еден од кандидатите кои влегува во последниот круг од изборите. Победниците ќе го представуваат своето училиште во председателството на Советот на млади на општина Гостивар. Предходно, пред да се кандидираат, тие има еден сет критериуми кои треба да ги потполнат, па да се номинират и се одвиваше изборна кампања каде тие има можност да ги представуваат нивните визии и програми со кои мислат да бидат председатели. Во склоп на општина Гостивар функционира Советот на млади, овие ќе бидат дел од председателството на Советот на млади, а исто така ќе бидат и председатели на заедниците на ученици. Овој чекор е еден чекор унапредување на инклузивност на младите во процесите каде се земат одлуки. Средношколските избори ги следеше и градоначалникот Невзат Бејта. Потенцираше дека ова е начин на кој се гради демократијата и младите се вклучуваат во одлучувачките процеси. Денеска се избират представителите на младите од средни училишта и тоа со ова сакаме да го појачуваме демокрацијата, слободата, равноправноста меѓу младите и да се формира една традиција како треба да се гласат и како треба да се чува демокрацијата. Само со демократски средства и со демократско гласање ние можеме да одиме напред. Во 4 општински средни училишта во Гостивар учат 4000 средношколци и сите имаат право на глас за председател на училишната заедница. Случај на самоубиство во Тетово. 65 годишен тетовец со бесење на дрво си го одзел животот. Пронајден мртов 65 годишен тетовец кој на 29 минати од месецот најблиските бил пријавен како исчезнат. Извршил самоубиство со бесење на гранка од дрво. Телото вчера го нашол 38 годишен тетовец кој собирал старо железо во атарот на селото Расадиште покрај патеката што води кон Гајре, односно во местноста Селимово брдо. На посоченото место веднаш се испратени полициски службеници кои ја потврдиле пријавата, пошто бил идентификуван обесениот. Извршен е увид со учество на јавен обвинител, екипа од СВР Тетово и лекар по судска медицина. При тоа не се констатирани траги на насилство, а безживотното тело на 65 годишниот тетовец предадено му е на семејството за погребување. Инаку годинава на поширокото тетовско подрачје случени се 3 самоубиства, од кои 2 со бесење и 1 со употреба на огнено оружје. Покрај тоа регистрирани се исто така и 17 обиди за самоубиство, најмногу труења претежно со таблети и разноразни токсични средства. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. 42 годишен гостиварец вработен во електродистрибутивна компанија вчера паднал од височина од 9 метри, додека извршувал монтерски работи на ново поставен дрвен електричен столб на шумскиот пат помеѓу селата Церово и Сретково. Тој се здобил со скршеница и изместување на десната надлактица,
пошто пренесене во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош префрлена на скопските клиники. По извршениот увид во кој учествувал и представник од Државниот трудов инспекторат се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи случај на нелегална сеча на дрва. Вчера попладне во атарот на тетовското село Добарце биле затекнати две лица кои со трактори превезувале над 1,5 метри просторен огревни дрва, за кои не поседувале дозвола. По нивното фотодокументирање биле одземени како и тракторите и 2 моторни пили, кои се предадени на шумската полиција. Возачите и собствениците на тракторите приведени се во полициското одделение Групчин, разговарано е со нив и потоа се пуштени. По целосното расветлување на сите поединости тие ќе се соочат со соодветни поднесоци. Во Неготино Полошко пак непознати сторители од бетонски електричен столб извадиле трансформатор и од него ги одзеле сите бакарни елементи, причинувајќи штета од 17.000 евра на собственикот на трансформаторот. Извршени увиди се работи на расчистување на пријавената кражба и откривање на сторителите, информираат од тетовската полиција. Дваесетгодишен студент од Прилеп паднал од 4-тиот кат од студентскиот дом Кузман Јосифовски во центарот на Скопје. Повредениот ДР е пренесен во ургентниот центар, каде вчера во 18 часот и 30 минути им подлегнал на повредите. Увид на местото извршила екипа на СВР Скопје, а според првичните сознанија на полицијата станува збор за самоубиство. Кривичниот совет на Скопскиот основен суд ја укина мерката на предпазливост за лидерот на опозицијата Зоран Заев и го одби барањето на јавното обвинителство да му се одземе пасошот. Заев, кој е четврто обвинет во случајот пуч, со одлуката нема да има обврска секоја недела да се јавува во Струмичкиот суд. Ново рочиште за случајот пуч е закажано за 5 октомври и тоа ќе биде трет обид да започне процесот откако на претходните два Заев не се појави. Во меѓувреме се очекува предметот да го преземе специјалната обвинителка Катица Јанева, која завчера рече дека откако Советот на јавни обвинители ќе го изгласа 14 члениот тим што го предложи, ќе ги побара од Скопското јавно обвинителство сите предмети што ќе бидат во нејзина надлежност. Убиен напаѓачот во кампусот во Орегон, американските медиуми објавија дека 26-годишниот Крис Харпер Мерсер е убиецот на 15 луѓе во коледжот во градот Роузберг, во американската сојузна држава Орегон. Мерсер бил застрелан од полицијата. Според полицијата, напаѓачот на себе носел панцир и бил тешко вооружен. Со себе носел големо количество муниција. Шерифот на полицијата изјави дека на местото биле испратени тактички единици. Во нападот биле убиени 15 лица, а 7 други се повредени. Инаку претходните проценки беа дека бројот на жртви и на повредени е многу поголем. Дел од талибанските борци се уште се во Кундуз, еден ден откако афганистанските сили повторно освоија голем дел од северниот град. Локалните жители велат дека талибанските борци се кријат во цивилни домови. Гувернерот на провинцијата Кундуз, главниот град, го опиша како мирен и оти нема големи борби, но сепак призна дека бунтовниците не се целосно одстранети од градот. На 1 октомври афганистанската армија повторно ја презема контролата во поголемиот дел од Кундуз, кој талибанците го заземаа во нападот на 28 септември. Турската армија и полицијата влегле во градот Силван во југоисточна Турција, каде што живее претежно курдско население. Се слуша интензивно пукање од огнено оружје, тешка артилерија го тресе градот. Истанбулската полиција заедно со антитерористички тимови утрово ја почнала операцијата, соопшти новинската агенција Доган. Неколку згради се во пламена, хеликоптери и оклопни возила се распоредени во најмалку 3 населби во градот. Анкара воведе полициски час во неколку области во Силван. Најмалку 20 загинале, а 5 мина се повредени во нападот, според информациите на социјалните мрежи. Во градот Силван со 43.000 жители и во август се водеа борби меѓу турските сили и припадниците на Курдската работничка партија.
Турција и незините партнери од коалицијата предводена од САД против групата на Исламската држава ја повикаа Русија да престане да ја таргетира сириската опозиција при воздушните напади и да се фокусира на борбите против исламистичките милитанти. Денешната жалба доаѓа преку соопштение на Турција заедно со САД, Британија, Франција, Германија и арапските заливски земји. Земјите изразија длабока загриженост за воздушните напади на Москва во Сирија, велејќи дека тие представуваат понатамошна ескалација на конфликтот и дека ќе предизвикаат повеќе екстремизам. Во меѓувреме Русија соопшти дека војната кампања во Сирија може да трае 3 до 4 месеци. Алексеј Пушков за француско радио денеска соопшти дека руските воздушни напади ќе се интензивираат. Белата куќа на 1 октомври руските напади во Сирија ги нарече неселективни воени операции против сириската опозиција. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 5 до 10, а дневната од 22 до 25 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 6 до 14, а дневната од 20 до 28 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!